Кога тие што треба да работат во нивно име, не го прават тоа, настапуваат посредници кои имаат право, но и обврска да прашаат и да добијат одговор за причините поради кои интересот на граѓаните е занемарен. А зошто вие зборувате во името на граѓаните? Што вие представувате? Јавен интерес. Ама вие не можете да зборувате во името на граѓаните? Колку гласови вие сте добили? Јас интервјуво за дома не го правам. За граѓаните го правам. Ама не. Несоодветното поведение и барањето легитимација за представничката улога недвосмислено ја покажува дрскоста која со себе ја носи функцијата. Таа може да постои кога е неосвоена, бидејќи тогаш е оптоварена со желба да се покаже независност и да се понижи политички мотивираната кадровска политика на против кандидатот. Замислете, председателот ги предлага стручните соработници, тие партиските председатели, затоа што само тие ќе поминат. Па извинете, јас ќе го предложам, ако не предложам јас некој кој навистина е со интегритет и дигнитет, тогаш јас се негирам себе си. Негацијата се ефектуира постапувањето на позицијата. Тогаш станува евидентно дека самостојноста во делувањето е практично невозможна мисија, а изговореното во кампањата е сега само дополнителен багаж и потврда дека светот не се врти околу вила водно, бидејќи гувернер сепак бира парламентарното мнозинство. Неколку кандидати има и сите имаме некого кого преферираме, особено јас. Но јас морам да внимавам на следново, тоа за граѓаните. Да не дојде до тоа да не биде избран кандидат. Јас немам мои пратеници. Па да речам дека мојот предлог е овој и тој ќе помине. Мнозинството пратеници пред нецела година ја изгласа владата, ама некои нејзини членови изгледа се уште не се чувствуваат удобно и акомодирано. Па и натаму мислат дека тие се опозиционери, а не вршители на должност. Јас би го запрашал, еве и корисна прилика, актуелниот министер кој што потрошија 7 години власт, која нова мерка ја креатира во платежната агенција? Ајде еднаш, ама кој би помислил дека тоа е толку длабоко всадено во главата на актуелниот, што му упорно себе си не се смета за министар, туку на тоа столче го преципира претходникот. Чувствувам потреба да дадам до објаснување околу забелешките кои што ги упати министерот Николовски. Единствената цел на овој закон, бившиот пратеник. И на крајот, за да не се случуваат вакви или други грешки, како на пример со непознатицата околу стапката која треба да се плати за позаемицата, почнуваат да се користат заменски форми. Еве, 6 милиарди евра се во прашање. Вие кога лично, приватно земате барем 6.000 евра како кредит, би требало да знаете колку камата би Затоа платиле. и кажавме, не е кредит, можност е. Секој што борчи некому повеќе нема за што да се грижи. Тој е човек со отворени можности, ама се додека извршителот не му тропне на врата. Тогаш пак е само должник.